почитувани медиуми, пред се почитувани граѓани на Република Северна Македонија, имајќи предвид дека околу текот на седницата последна се прават наративи за можност за можем несоодветно применување на деловникот, односно прекршување на деловникот од моја страна, чувството на одговорност пред граѓаните е причината што денеска ја одржувам ова пресконференција, а не тенденцијата истоветно да им возвраќам и да им одговарам на тие што ги знаат овие процедури. Но тенденцијата за криво информирање ме наведе да пред граѓаните се објаснувам за следното. Седницата била свикана за 18 август. Според глава 5 од деловникот на собранието, во која што глава се санкционирани, значи надлежностите за свикување, учество во работата, текот на седницата и све поред кои што се чекорите за текот на една седница. Врз основа на тие постапки на санкционирани во глава 5, отпочната седницата, усвоен е дневниот ред со единствена точка на дневен ред, отворен претрес, одржан претрес и завршен претрес. Со констатација дека претресот по точката е затворен, односно завршен, и со констатација дека ја прекинувам седницата и за продолжението на истото соодветно дополнително ќе бидат известени пратениците. Ова одлука моја произлегува од членот 81 став 1 од деловникот, кој што за волја на вистина се сакам целосно да го цитирам пред граѓаните, а не делумно да ги користам одредбите од истата, како што прочем го прават и по јавните настапи многу мина кои што пред вас излегуват. Имено, член 81, став 1. Председателот на собранието може да ја прекине седницата, ако нема мнозинство пратеници потребно за одлучување и во други случаи кога ќе оцени дека тоа е неопходно. Ова е текстот на став 1 од член 81, врз основа на кој сум ја прекинал седницата, а во ставот 5 е санкционирано дека времето за продолжување на прекинатата седница го определува председател на собранието и никој друг. Тоа се дискрециони права според деловникот. Така да, и од стенограмите за текот на седницата може да се види дека како председател на собранието на крајот на претресот како последен говорник е координатор на пратеничка група на СДСМ Јован Митревски и по неговиот говор завршен, значи нема интервенции и други, констатирам, бидејќи е исцрпена листа на пријавени за збор, констатирам дека претресот е завршен. Овдека ја прекинува работата со ова седница, за продолжението ќе бидете дополнително известени. Тоа е врз основа на член 81. А дека пратениците знаат по кој основ се прекида седницата, доказ е фактот што пред говорот на Јован Митревски, односно при завршување на говорот на Кастриот Реджепи, на процедурално се укажува за можна наводно злоупотреба на деловникот и дека ќе се прекине седницата по завршување на дебатата. Од кај знаеле дека ќе се прекине? Тоа е доказ дека по координациите, ја председател на собрание не седам у кабинетот, па само се спуштам доле во седница и си одлучам. Него си имаат соодветно сознанија за текот на седницата, како ќе тече седницата.
И тамо се цитира само оној дел што мисла дека им оди во прилог. Цитирам од процедуралната реакција на пратеник. Процедурално е моето јавување и би сакал согласно член 81 да укажам на предпазливост, на можност за непочитување на примената на деловникот. Имено, согласно член 81 став 1, председател на собранието може да ја прекине седницата ако нема мнозинство за одлучување. Запирка. Ние се наоѓаме пред крај на ова седница, која што гледаме дека оди по европски терк. И знаеме дека ќе биде прекинат. И во која е сега споредбата од ово цитирање на процедурално до пола на реченицата и оно што е деловникот до крај. Така да, тука нема дилеми по однос на процедурата, одлуките и постапките по однос на текот на седницата. Така да, никаков проблем по однос на оно што се надлежности и можности за водење на собранието и на текот на седницата. Од друга страна, кога веќе се зборува за злоупотреба, нека се преиспитаат сите тие што до денес 3 години од овој мандат има незавршени седници на собранието, поради тоа што во соодветните рокови пропишани во деловникот не се одржуваат седниците на комисиите за да може седницата да си добие тек и разрешница. Така да малце по-соодветно да се има предвид кога некој се тужи дека не го почитувал деловникот. Благодарам на можноста и van de munții, den blide mekten se ka dikush патјарци. Благодарам и во врска со ова, доколку некој има нејасноти и дополнителни, да ги расчистиме овде додека сме. Господине Џафери, јас имам две прашања околу процедурата, која ќе се ставам за да може да се слушне. Левков нагласи дека смета дека тие требало седницата да се води според друга глава, која што се однесува на промена на уставот, не според глава од деловникот која што се однесува на редовното водење на седница. Сакам коментар за тоа зошто не ја водевте седницата според оваа глава, а според според редовно водење на седница. Но второто прашање ми е, ако веќе сте во право и го цитирате членот 81, велите председателот може да ја прекине седницата доколку нема мнозинство за одлучување или други случаеви По проценка. По проценка. Која беше вашата проценка дека нема услови за гласање во моментот во салата? Не сакам да мислам да звучам сега дека ве напаѓам, меѓутоа сите бевме сведоци дека во салата имаше над 100 пратеници. Тоа е повеќе од потребно за да се изгласат. Формално да. Формално да, затоа ви кажам, пресот не е свикан за да се докажувам со медиумите и со тие. Пресот е свикан како мој однос кон медиумите и граѓаните, затоа што пред се чувствувам одговорност ним да им објаснам, не на тие што соодветно или несоодветно вршат коментари или наративи по однос на тоа употреба или неупотреба. Постапката за измена на Уставот на Република Македонија. Глава 10, точка 1. Предлог за пристапување кон измена на Уставот. Член 193 вика кој има надлежност да поднесе предлог за пристапување кон измена. И со член 193 е санкционирано дека таква можност има
председателот на Републиката, владата, најмалку 30 пратеници или 150.000 граѓани кои што соодветно ќе ги соберат 150.000 потписи и да определат предлагач. Како се иницира? Ова е поставка пред собрание, пред седница. Така? Што се случува со предлогот? Вика, член 194. Предлогот за пристапување кон измена на Уставот содржи конкретни насоки за изменување и дополнување на Уставот и образложение за причините поради кои се предлага изменување и дополнување на Уставот. Ова е упатство за предлагачот, не за собранието. Собранието ќе дојде на оваа точка кога ќе треба, кога ќе кажеме кај оди ово. На предлагачот му укажува што треба да содржи предлогот за измена на Уставот. Член 195. Предлогот за пристапување кон измена на Уставот председателот на собранието го доставува до пратениците и до председателот на Републиката и до владата, кога тие не се подносители на предлогот. Тој предлог, кога ќе се достави до председател на собранието, затоа и кажува председател на собранието, предлогот ќе го достави до председател на државата и до владата, доколку тие не се предлагачи. Во случајов владата е предлагач, моја обврска до председател на државата да ја доставам и до пратениците, што и е постапено. Така? Овие се предактивности од оно што ќе се случи на седница. Член 196 на кој што тие се повикуваат. Вика, по предлога за пристапување кон измена на Уставот, на седницата на собранието се води претрес во целина кој може да трае најмногу 10 работни дена. Пратеник во текот на претресот може да говори повеќе пати, но не повише од 20 минути и предлагачот 30 минути. Ставот 2 вика, претресот по предлогот за пристапување кон измена на Уставот во комисијата за уставни прашања може да трае најмногу 10 работни дена. Член на комисијата за уставни прашања, соодветно како и на седница на собранието, зборува 20 минути, повеќе пати, но не повише од 20 минути. Предлагачот истоветно 30 минути, но може тоа да го распореди повеќе пати. Да, ставот 3 вика, одлука за пристапување кон измена на Уставот собранието ја донесува со двотретинско мнозинство гласови од купниот број пратеници. Овде е санкционира со каква одлука се донесува. А не кога ќе се одлучува. Затоа што периодот за одлучување на друго место е регулиран во текот на седницата. Ставот 4 вика по донесувањето на одлуката за пристапување кон измена на Уставот. Собранието со заклучок утврдува рок во кој подносителот на предлогот за пристапување кон измена на Уставот изготвува текст на нацрт на амандманите на Уставот. Предлог заклучок кој го дава? Комисијата за уставни прашања на дебата 10 дена ако дебатира, таму формулира и предлог заклучоци. Зошто? Прави подготовка. Ако оттаму е предлогот дека треба да се поддржи измената и предпоставка дека ќе се поддржи треба да има предлог заклучоци, ако оттаму е негативна препораката, сепак која е смислата условно, но за тоа не одлучува комисијата. Нега пак ќе оди на постапка во собранието и таму ќе се одлучува за тоа дали ќе биде негативна или позитивна во крајна инстанца. И тоа е прва фаза. Оваа фаза треба да има седница, така? Пишува некаде во кое време се свикува седница се одржува? Не пишува. Зошто не пишува? Затоа што за овој материјал, како и што и секој друг материјал што ќе се достави, во глава 5 е пропишана поставка за одржување седници. И тамо законот вика, односно деловникот, седницата ја свикува председателот на собранието. Најдолго, односно најкратко 10 работни дена од свикување до одржување. Во член 143 вика председател на собранието седница ја свикува
Истовремно со тоа што не може да има пократко од 10 дена, а не подолго од 20 дена од денот кога е пуштено до пратениците. Материјалот треба да се најде на седница. И таа е таа проекција која зборев дека седницата од свикување до одржување мора да има 30 дена, затоа што 10 дена на комисија, 10 дена на пленарна седница, 8 дена пред одржување на седницата треба да е завршена комисијата, тоа се тие 30 дена. А за текот на седницата одиме по глава 5. Глава 5 не вика. Добро, кои се тогаш тие околности кои ги процените? Сега, околности секако би требало да се од политичка природа, околности за кои што на координација со сите нив сме ги размениле тие размислувања околу околностите за текот и затоа е предпоставката знаеме дека ќе биде прекината. Нормално знаете дека сме ве известили. Како ќе тече седницата? Од каде ќе знаете ако не ви кажам. Дали ме разбирате се? Да, меѓутоа гласањето на секој пратеник е индивидуално. Да, индивидуално е и тоа е друга фаза во текот, тоа е друга точка, затоа што по завршување на дискусијата се оди во следниот чекор, каде што се подсетуваат, ако земете сценариото да си го погледате, сценариото е направено врз база на овие чекори. И наредна точка е, како чекор, наредниот чекор е запознавање, уште еднаш подсетување на пратениците дека одлуката зборед членот тој и тој одделовникот се донесува со такво мнозинство. За да знаат уште еднаш пратениците да кажат после не стигнав, не видов. Затоа е сценарио има седницата. Преминуваме на одлучување. Па тоа се уште не е фаза на одлучување, односно на гласање. Значи, во фаза на одлучување е запознавање со мнозинството потребно, повикот, односно запознавање дека преминува на одлучување и повикот за одлучување. После мојот повик за одлучување може да се отвори системот за гласање. До тогаш не е отворен системот за гласање. Кога кажувам, ве повикувам да гласате, тогаш се отвара системот и пратениците имаат минута и колку тамо да се определат да размислат. Члена 165 на кој што се повика, никаде не се повикав на член 165. Милион такви ситуации имаме во овие два мандати последни, па и претходно. Поради немање услови за одлучување, значи нема форум, не можете вие да одлучувате за точката. Ќе кажете, дополнително ќе одиме на гласање од како ќе имаме форум, и то не е ништо новина. Ама злоупотреба да во смисла сега наративот, дека јас сум се повикал на член 165, не е точно. Не сум дошол до таму. Не е дојдена поставката до таму. Прта куптува ситуација.